Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостен е првиот вице-премиер и министар за животна средина и просторно планирање Изет Меджети. Господине Меджети, Уставниот суд реши да го запре балансерот додека да одлучи дали тој е уставен или не. Вие најавивте донесување на нов закон за правична застапеност. Докаде е таа постапка и што ќе биде различно од она што го имавме досега за утре тој да не биде оспорен пред уставен? Во принцип, балансерот беше во функција на спроведување на рамковниот договор и застапување на правична застапеност на помалите заедници, во државната и јавната администрација. За волја на вистината, во првите години даде придонес во тоа и се подобри сликата, на етничката припадност во јавна и државна администрација. Но последните години, не беше во функција, туку имаше контраефект, бидејќи имаше многу случаеви каде при вработување, иако што балансерот ќе кажеше дека во оваа институција на овој конкурс треба се вработи албанец, турчин, македонец, луѓето за да стекнат да се вработат се изјаснува лажно и после тоа пак истите беа. На централно ниво можеше македонците да се изјаснат како албанци во моментот, на локално ниво албанците како македонци, така да може да резимираме дека балансерот веќе е надвор од својата функција. Имаме политички договор тоа да се среди со закон за правична застапеност, но и квалитет. По што ќе се разликува? Тоа значи дека ако треба да се вработи македонец, да, ќе се вработи македонец, но најквалитетниот. Ако треба да се вработи албанец, да, но најквалитетниот, бидејќи тој најобразован, најспремен и утре заутре ќе биде подобро ќе служи на граѓаните за нивните потреби. Имате ли усогласеност на ниво на влада со коалицијските партнери за ваков закон? Да, имаме. И мислам дека тоа е најдоброто за државата и само треба да најдеме начин да евентуално да има некој евиденција на етничка припадност во администрацијата без да се косиме со приватноста на информациите. Велите одлуката на Уставен суд е инспирирана од криминални структури за дестабилизација и внатрешни судери. На што точно мислите? Прво, се суди избрани од поранешната власт, без разлика кои се. Второ, чудно е што овие прашања кои што не се од вчера, ги тангираат граѓаните деценија најмалку, одеднаш испаѓаат на површина баш сега, на почеток на новата влада. И ова не може да биде случајно, истото се случи со закон за јазиците, со закон за со меhanizma на балансерот и други појави што симптоматично е што баш сега се отвараат некои предмети кои што со години стоеле во филки. Токму балансерот беше една од причините за јавно да се конфронтирате со ЗНАМ. Стабилна ли е владината коалиција? Стабилна е, ние сме една влада, но не сме едно. Тука се различни политички субјекти. Има во моменти каде што не се согласуваме, дебатираме про и контра, така да околу балансерот имаше дилема околу тоа дали да бидат 24%, 5% албанци и резидентно население или вкупното 30%. Но ова е останато од поранешната влада, од дуи кои што на времето сакаа да не убедат сите дека нема врска, дали 24, дали 30%, тоа е абсолвирано, но со време се покажа дека тоа отвара проблеми и дилеми во општеството. Но како идеја, мислам дека новата влада има политички капацитет, демократски, да се дебатират работите и да се најдат најдобрите заеднички решенија. И вие и премиерот Мицковски најавувавте зголемување на парламентарното мнозинство. Но досега ниту еден пратеник не премина од другата страна. Се откажавте од идејата да убедувате пратеници? Не, има комуникација, повеќе пратеници од опозицијата комуницираат и се сака да бидат дел од новото мнозинство, така да мислам дека тоа не знам датумот, но ќе се случи.
За двотретинското мнозинство, како лесно да наоѓавте досега поддршка од ДУИ? Постои ли тајна соработка или коалиција со интегративците? Не, мислам тоа беше и јавно, дека за законот за локална самоуправа, за да се избегнат избори пред редовните избори, тоа во 3 општини, има поддршка и од Европскиот фронт, тоест од Демократската унија за интеграција, што е во интерес на граѓаните и мислам дека се штеди буџетот на државата. До сега постојано како коалиција ги обвинувавте ДУИ за криминал. Дали нешто конкретно пријавивте во обвинителството? Мислам дека се работи во ова насока. Ние се договоривме, значи еден од принципите на новата влада да биде борба против корупцијата и тоа безкомпромисно, но тоа да не биде значи ни моноетнички, ни реваншисти, да се реваншираме, туку сите тои кои што се прегазиле одредбите законот да одговарат за тоа, работат значи институциите и веќе има и први ефекти од тоа, како што беше одлуката вчера да се поништи договорот на Државна лотарија на Македонија со сомнителна фирма под заем милионски суми. Исто така на наредната седница се очекува да се укинат онлайн казината дадени на незаконски начин, со што ќе ги повлечеме казиното значи од нашите деца, од нашите домови. И друга точка исто така е борба против казино кои што работат на црно и кои што е веќе проблем не само за државата, туку и во регионот. Во однос на коруптивните сделки има најави, но тоа треба да оставиме на институциите да ги работат предметите. Велите борбата против корупцијата и против непотизмот се ваш приоритет како влада, но во јавноста ве обвинуваат, меѓу кои опозицијата, дека ваши роднини се поставуваат на високи позиции. Точно ли е дека новиот директор на МЕПСО е ваш братучет? Значи, да, тој беше значи, во основачите на демократското движење, дел од битните структури, од помладага генерација, но не се точни другите обвинувања значи, на опозицијата. ВМРО ДПМН не се откажува од ставот за уставни измени со одложено дејство. Вие како коалиција го поддржувате? Ние, значи, како албанци, знаеме што значи идентитет, знаме некој да ти оспори, но во исто време, значи, знаеме дека тоа е единствен пат за интеграција на државата во Европска Унија. Значи, ги разбираме нашите сограѓани, ги поддржуваме, но сакаме и да помогнеме да го најдеме најкраткиот пакт, најсигурниот и најбрзо можен да почне интеграцијата на државата, која што е единствена опција, единствена алтернатива за државата. Ние како албанци, значи пратеници, без разлика опозиција, позиција, сме спремни тоа и утре да не побикаат, значи да ги изгласаме, но клучот е во поголемата заедница и ние сакаме да помагаме ова заедно со стратешките партнери. Пред формирањето на владата се споменуваше дека давате рок од 6 месеци за уставни измени. Сега имате ли рок или немате? Значи, останува во врвен приоритет, значи, за Влен е да се отвори патот кон интеграциите, но ние можеме да придонесеме со толку колку ние тежиме и колку можеме. Сме во секојдневна комуникација со нашите стратешки партнери на државата, на ниво на владата го мислам како прашање. Еве и деновиве, значи таму се и премиерот и министрот за евроинтеграција кој што е од Влен, токму во функција на забрзување и наоѓање решение за ова. Се противите на законот за бранители и условувате паралелно да се донесе закон за привилегии на припадниците на ОНА. Сте разговарале со премиерот Мицковски на оваа тема? Има усогласеност? Не, дилемата и прашањето е зошто Социјалдемократскиот сојуз, кој што до вчера значи, се бореше за граѓански концепт, кој што направи резултат и со албански гласови, има видни членови во нивните структури албанци, не направи во однос на ова ништо, значи во последни, дека беше власт 8 години
и зошто баш сега имаат предлог за бранителите. Ова, мислам, е дневна политика и оди во функција на дестабилизација на процесите и на државата, се синхронизирани со Демократската унија за интеграција, се да направат, само да не одговарат. Со Мицковски сте разговарале на темата како да се излезе од ситуацијата во однос на бранителите? Ние имаме конечен став, дека не може да не е добро за процесите и за државата, и не е во приоритетите да се донесе таков закон. И тоа е сега заглавен во комисија кој што се води од Илире Даути и очекуваме дека таму ќе остане. Заврши повикот на владата за проекти од општините. Колку од општините се заинтересирани за еколошки проекти? Прво, сите општини имаат аплицирано со повеќе проекти. Да имајќи предвид и мислам прво треба пофалби околу тоа дека не се привилегирани општините зависно од која политичка провиненција доаѓаат, туку според методологија и утврдени критериуми, по број на жители толку и средства им се определени во зависност, за тие средства тие треба да аплицираат со проекти. До сега сите општини имаат аплицирано, имајќи предвид дека се работи за предизборна година, за жал, повеќето се фокусирани на нешта што се гледаат и се опипливи за граѓаните, тоест на асфалтирање и на проекти надземно, но мислам добре што негде околу 30% од општините имаат аплицирано токму во животна средина за прашања кои што ги тангираат од ова природа општините и граѓаните. Се наближува грејната сезона, тоа е период кога Скопје и неколку други градови во земјава бележат енормни загадувања. Што вие како министерство досега презедовте за да се подобри квалитетот на воздухот? Прво, се формира и мислам се менува систематизацијата и се формира посебен сектор во рамки на Министерството за животна средина за декарбонизација и за чист воздух. Ова првото е битно, бидејќи ако не преземеме мерки, нашите производувачи ќе плаќаат огромни давачки во иднина ако сакаат да извозат нешто за Европска унија. Второ, во однос на загадувањето, според анализите, најголеми загадувачи се домаќинствата, бидејќи користат секакви средства, мислам кои што се штетни за здравјето и воздухот. Така да долгорочно работиме да се интензивира процесот на гасификација прво на урбаните средини, но на целата држава, што видно ќе придонесе, мислам, за тоа. Имаме формирана адхак комисија која што ќе се занимава со големите загадувачи на ниво на државата, да се проверат дали имаат презено мерки, инвестирано во филтери, во што помалку да загадат околината и ред други активности, мислам, кои што ќе бидат секојдневни. Државата одвојува помалку од 1% од буџетот за животна средина. Сметате дека тоа е доволно? Мислам дека и со тоа што се нафатив како прв вице-премиер и да го водам овој ресор, сакам да дадам на значење на овој ресор, токму во однос на ова, на промена на законски одредби, закони, се во прилог, да го фатиме чекорот со европските држави, каде што претендираме да бидеме. Господине Меджите, ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.